Не смее ниту една општина да ги изостави од општинскиот буџет работата на граѓанските организации. Тврди и денеска Борис Шарковски од Фондацијата за развој на локалната заедница. Интенцијата вроди со резултатот лани, кога со символични 1% од општинскиот буџет, 5 општини, помеѓу нив и Штип, тоа и го направија. Ова е прв, но скромен чекор во заложбата транспарентното делување на средства на граѓанските организации. Затоа се и востановени критериуми за нивно финансирање. Во повеќето од општините има слични критериуми, значи време траење, колку треба да постои една организација, какво искуство има, какви проекти има сработено и она што е најважно, во она што го предлагаат за општините е да биде во насока на она што е стратешка определба на самите општини. Нормално е кога некој доделува средства како општина, дека мора да биде тоа во рамки на нивните стратешки определби. Всушност идејата е, без разлика на висината на средства кои што се доделуваат, идејата е да се зголеми таа соработка помеѓу организациите и општините со цел да се направат подобри работи во секој од локалните заедници. На таможната заложба на граѓанските организации е зголемување на процентот на нивно финансирање од страна на општините за понудените проекти. Процентот сепак од вкупните буџети не е се уште доволно голем и ние нормално дека ќе работиме на тоа да и понатаму се зголемува тој процент за да можеме да реализираме што повеќе активности на локал. За оваа и други сензитивни теми од областа на делувањето на граѓанските организации денеска се говореше на трибината насловена како транспарентност во финансирање на граѓанските организации од страна на општините, одржана во Штип.